Предложениот ребаланс на буџетот обезбедува дополнително забрзување на капиталните инвестиции, поддршка на земјоделството, општините и развојните приоритети на владата. Ова во образложението го истакна министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која рече дека измените се насочени кон продолжување на политиките за економска стабилност и развој. Овие измени и дополнувања ги носиме во услови на изразена глобална неизвестност. Геополитичките случувања продолжуваат да влијаат врз светската економија, а нивните ефекти се чувствуваат и врз домашните економски текови и врз реализација на буџетот за 2026 година. Затоа со предложените измени ги усогласуваме макроекономските претпоставки и фискалните проекции пред се на расходната страна на буџетот. Целта е да обезбедиме целосна реализација на стратешките приоритети и програмските определби до крајот на годината. Од опозицијата со критики кон ребалансот на буџетот, ова докажува дека првичната проекција на буџетот за годинава е промашена, оцени Патмир Битичи од СДСМ. На 23 јули приходите изнесуваат 195,0 милиарди денари, а расходите 234,4 милиарди денари. Разликата е 39,4 милиарди денари дефицит. Тоа значи дека веќе е надмината целата првично планирана годишна дефицитна рамка. Од старото ветување за дефицит од 3,5% од бруто домашниот производ остана само еден политички спомен. Неправилното буџетско планирање ќе предизвика долгорочни последици во економијата, истакна Елми Азири од Албанската лига. Дефицити фискал, i cili është I planifikuar me buxhetin fillestar, u shpenzua për 6 mujorin e parë të vitit, që është shembull shkollor I dështimit në planifikim. Ndërsa me rishikimin buxhetor, I njëjti do të rritet nga 3,5% në 4,1% të produktit të brendshëm bruto. Deficiti prej 46,264 milion dinar që paraqet rritje prej 7,025 milion dinar ose 17,9%. Зошто не убедувавте дека проектираниот буџет е добар, а економијата се движи во вистинска насока, праша Халил Снопче од Алијанса за албанците. Ky balans është momenti kur propaganda përplaset me realitetin. Për muaj të tërë dëgjuam premtime për rritje ekonomike, investime historike, standard më të mirë jetese dhe një fillim të ri. Por sot vetë qeveria përmes këtij dokumenti po pranon se llogarit nuk kanë dalë ashtu siç ishin planifikuar. Në vend të rezultateve konkrete vazhdojmë të dëgjojmë justifikime. Владата минатата недела го усвои дополнетиот ребаланс на буџетот со амандманите прифатени од Комисијата за финансирање и буџет. Расправата за корекцијата на државната каса според деловникот може да трае 5 дена.